Rikthehemi sërish në studio dhe në fakt tashmë do flasim për bisedën cilën e kam paralajmëruar, do flasim për diskriminimin e komunitetit rom këtu në Maqedoninë e Veriut, mirë po duke u lidhur edhe me tragjedinë e Koçanit, pasi që në studio kam jo vetëm një person I cili do të na flet mbi këtë temë, por edhe koleg të profesionit, jurist I cili ka përfunduar edhe studimet master në të drejtën penale dhe që është në hapat e fundit edhe të doktoraturës. Me mua në studio është Doan Sulejmanovski I cili do të na flet pak më shumë. Добро утро, Доан, добро ни дојдем. Добро утро и благодарам за поканата и за можноста да бидам дел од вашето. Јас на албански би само што кажав дека веќе си завршил мастер и си на крајните чекори на твојот докторат. Како правници, кога ги гледаме овие случаи, особено во Кочани и сите други, се прашуваме себе си каде е правдата? Или која ќе биде правдата на крај? Пред се жалење до семејствата и жалење за настанатата ситуација. Оваа ситуација е само факт за нашата нефункционалност во нашиот систем, за корупцијата која што е длабоко вгнездена во нашите општествени пори и не би требало секогаш да ги вперуваме рацете кон политиката, бидејќи на крајот од денот политиката се луѓето. Луѓето се тие кои што ја бираат, ги бираат представниците и ние сме тие кои што го даваме легитимитетот на тие кои што ја водат државата, така да генерално кога покажуваме со прстот кон политичарите, треба да покажеме и кон самите себе си. Уште еднаш длабоко сочувство и верувам и посакувам никогаш повеќе да не се повтори вакво нешто во нашата држава. Особено овој чин го осудувам и верувам дека целокупниот процес од казнено-правен аспект и од водењето на постапката ќе биде еден правичен, праведен, ефикасен и брз начин на разрешување и задоволување на правдата. Јас многу се надевам дека брзо ќе стигнеме до правдата и до сите тие што биле криви за тоа што се случува. Но јас тебе те поканив многу порано. Ние зборуваме веќе 2 недели за ова интервју, пошто во петок ни помина денот за меѓународниот ден против дискриминацијата, а особено и за ромската заедница тука во Северна Македонија. Теми веќе се преклопуваат во многу различни нивоа, почнувајќи од институциите па до сите луѓе што живеат во оваа заедница. Така да јас би сакала првично да зборувам за тоа каков е односот на институциите и во Кочани трагедијата, но и со дискриминацијата кон ромската заедница. Вака сега дека станува збор за 2 различни теми, но овие теми иако се паралелно различни, сегрегацијата и дискриминацијата на ромите од едната страна и случувањата во нашата држава од друга страна, но тие имаат една заедничка точка или ние што викаме најмал заеднички содржател, а тоа е ненавременото функционирање на институциите, незаконитото постапување или непостапување од страна на институциите, бидејќи и кај дискриминацијата како генерален проблем со маргинализираните групи, особено и ромите како дел од овие маргинализирани групи и во другиот случај со оваа трагедија, да кажам, не би сакал да кажам несреќен случај, бидејќи несреќен случај во казнено-правна смисла значи нешто друго. Имаат заеднички содржател, а тоа е нефункционалност на системот, непостапување на институциите и непреземање на должното, можното и законското внимание од страна на сите чинители на општеството кои што се засегнати или пак требало да постапуваат на одреден начин. Иако ние имаме многу што да се зборува за трагедијата во Кочани и за сите тие фактори што влијаа во оваа ситуација, јас пак би сакала да се навратиме на дискриминацијата. Доан, според мене ти си еден од тие сторијата на success story што се викаат. И јас кога сум те познала пред 3-4 години можеби, многу ми беше мило што луѓе кои што доаѓаат од дискриминирана заедница, постигнуваат во животот и можеби кога сакаме и можеме. Но колку навистина во Македонија имаат простор ромите или луѓето од ромската заедница за да можат да постигнат и да дојдат до нивните цели на животот? Видете, дискриминацијата како појава е негативна општествена појава, таа била присутна во општеството, истата ќе биде присутна и во иднина. Ние не можеме со целост да ја искорениме како таква, но затоа и ние како индивидуи, како дел од граѓанскиот сектор, како дел од институциите или како дел од поширокото општество, имаме задача и своја клучна активност да делуваме, дали превентивно, дали едукативно, дали репресивно во зависност со нашата статус и улога во општеството.
Генерално, доколку споредиме, ромите порано и денес има голема општествена промена. Денес можат роми да се видат во сите сектори, во јавниот, во приватниот, носители на јавни функции, политички чинители и така натаму, но не можеме со задоволство да кажеме дека во целост е постигната интеграцијата, не можеме да кажеме дека со целост општеството ги има прифатено разликите. Генерално општеството во Македонија е едно такво општество каде што сакаме да ги потенцираме разликите, а не да ги земеме како основ за нешто заедничко, богато и шаренолико. Ова не го кажувам туку така помпезно, бидејќи ние бевме сведоци дека имавме ние различни политички, општествени, проектни кампањи, дека мултиетничко општество па вака било, така било, добро соработуваме, ги разменуваме културите, но со текот на времето се гледа дека тоа не е доволно. Од аспект на тоа што сум припадник на ромската етничка заедница, можам да кажам дека во неколку сегменти забележано е добро, макар да и доста поголемо унапредување на ромите, особено во делот на образованието и така натаму, има одредени општествени сегменти каде што се уште ромите тапкаат на место и имаат крик за слобода, за правда, за еднаквост, за видливост во општеството. Тоа е така бидејќи некоја вест да се објави, гледате доколку е ром чинител или е дел од приказната, одма се насочуваат сите активности кон неговата етничка припадност. Или за да се постигне поголема сензационалност во јавниот простор, обично вашите колеги кога известуваат, кажуваат родилката била ромка, деликвентот бил ром и така натаму, со тоа што се врши една стигматизација и ќе забележите во јавниот простор, сите коментари се насочени кон ромската етничка заедница. Без разлика дали било позитивно или негативно. Генерално ние сме едно такво општество, но верувам дека тука треба да се реагира и од страна, пак ќе кажам, и на индивидуите, и на институциите, и заеднички синхронизирано да и со тек на време се подобри оваа ситуација. Спомна дека во некои сегменти гледаме подобрувањето на животот, на можностите и на све, но на некои други сегменти тапкаме на место. Кои се тие сегменти? Доколку забележиме, кај ромите нема се уште големи промени во делот на инфраструктурата во општините во кои што живеат. Вие јасно ви е дека во секој град има посебна улица, мало каде што живеат роми. Условите во таквите мала, тргнувајќи Куманово, Прилеп, Скопје и така натаму, знаеме дека тоа најчесто се картонски населби со субстандардни услови за живот, кои што можат само да се видат во некој од 17-тиот век, во некои заостанати тогашни области од општеството, а ние и денес сведочиме на истите. Така да домувањето е еден од клучните проблеми. Здравството и здравствената заштита исто така. И генерално со остварување на сите човекови права и слободи. Ние денес најголемиот процент од луѓето кои што ни се фантоми, кои што немаат матични броеви, немаат пристап во институциите во државата, не може да си ги остварат своите права, па ниту обврски, ниту фигурираат како граѓани се ромите. Така да, генерално, од аспект на тоа колку се остваруваат човековите права и слободи, и од самите статистики извештаи на Народниот правобранител и на Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, ќе забележиме дека оваа дискриминација по етничка заедница е една од најзастапените. А кога зборуваме за етнички заедници, јасно ни е на сите како ден дека најмаргинализираната и најдискриминираната група во општеството се ромите. Ова не го кажувам како плач или како крик, туку го кажувам како проблем за кој што треба јасно, недвосмислено, транспарентно и ферски да се работи и пристапи, бидејќи решавањето на дискриминација не е само усно со интеграција, а на дело и де факто нула, бидејќи интеграцијата е двостран процес, треба подавање на рака, а не само декларативно, туку и фактички. Ете, поради тоа. Доан, не знам дали би сакал ти, ама добро би било можеби за сите наши гледачи да споделиш кои биле тие проблеми со кои се соочил ти цел твој живот, дека ти моментално си и директор на училиште, си активист и многу други професии да кажеме, но кои биле тие најголеми препреки за да стигнеш до тука? Видете, генерално јас не сум се соочил со некои големи процеси и дела на дискриминирање. За жал или за среќа тоа се случи пред една година, една случка која што остави трага во мојот живот, а тоа е во одреден угостителски и хотелски објект, станува збор за базен на отворено во Прилеп, имавме враќање со еден мој пријател од страна на одговорните лица кои што беа ангажирани за Блес.
Постапив со представка до Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, предложив тест ситуација, таквата метода и можност ја дава законот и се утврди дискриминација. Тоа можеби ми е единственото искуство горко така во животот, инаку во одредени градови, на пример од каде што родум и доаѓам и сум од градот Прилеп, и во другите градови во државата се забележува дискриминација и тоа во најригидна форма. Непуштање во јавни простори, недозволен влез во кафичите, дискриминирање од страна на давателите на јавните услуги, тука зборувам во болници, здравствени установи, училишта и така натаму. Еве доколку ги забележиме последните актуелни случувања, Елмазови и други против Македонија, ќе забележите дека Европскиот суд за човекови права потврдува, не знам по кој пат, дека во Македонија се врши дискриминација, сегрегација, одвојување и извојување на ромите како етничка заедница. И ние не треба немо да наблюдуваме или да чекаме само Комисијата за дискриминација да ја констатира таквата состојба, нашите институции да се прават на кажано народно на 3,5, а да чекаме само Европскиот суд за човекови права да одлучува и постапува. Еве конкретно го спомнав случајот за дискриминација и сегрегација во образованието. Станува збор за дискриминација во институциите, конкретно во основно образование, каде што одредени училишта од градовите Штип, Битола, па после тоа имаше случаеви во Прилеп, вршат сегрегација или така наречена полоша форма на дискриминација кон учениците роми, бидејќи фактички ги издвојуваат. Создаваме чисти етнички училишта, бидејќи се знае ако во тоа училиште учат само роми, родителите ги испишуваат припадниците на другите етнички заедници, а најчесто македонците ги испишуваат своите деца и ги запишуваат во другите основни училишта со цел нивните деца да не учат со роми. При тоа прекршувајќи низа други одредби, реонизација која што носи општината, која што кажува која улица во кое основно училиште припаѓа и така натаму, и кога родителите одат во едно училиште да го запишат своето дете, му кажуваат одете вие имате ромско училиште во тој дел. Тоа нешто се случуваше и во Скопје со почетокот кога се отвори средното училиште Шаип Јусуф. Абе запишете се во Шуто Ризарис имате училиште. Тој факт не е така, бидејќи детето, особено во средно образование, треба да има слобода за избор на видот и училиштето, а додека во основно образование, бидејќи ингеренциите се под општините, треба внимателно да се наблюдува овој процес и да не се создадат етнички училишта или пак во едно училиште да се двојат паралелки, само ромска паралелка и таму учат само роми и нормално се очекува дека квалитетот на наставата ќе биде понизок, ромите не толку учат и така натаму, тргнувајќи од други предпоставки, стигматизација и така натаму, така да верувам дека еве ваквите случаеви треба да бидат јасен показател и да го вклучат алармот, макар да ова не е еден случај. Наназад ние сме имале такви случаеви со недоволни создадени услови од Министерството за здравство за лекување на децата зависници од дрога, враќањето од граница, нападот во јавниот простор и така натаму имаме низа на случаеви од кои што може да се направи исцрпна студија како тоа ромите се оневозможени, спречени, сегрегирани, така наречено дискриминирани во различните општествени сфери. И сега пак ќе кажам, не е ова дека треба да плачиме дека сме дискриминирани, туку треба да постапиме. Ама постапуваме ефективно кога имаме институции кои што си ја работат. Конкретно во случајот со основните училишта, Уставниот суд покрај другата надлежност за запазување на уставноста и законитоста во нашата држава има и посебна надлежност да ги штити слободите и правата, одредени слободи и права согласно уставот на државата. Во овој случај за заштита од правото на недискриминација не најде сходно да утврди дека има дискриминација во случајот, па чекавме Европскиот суд за човекови права да утврди, па потоа постфактум и граѓанскиот суд во Скопје. Така да ова кажува дека ние секогаш чекаме, видете, ромите имаат декада, ајде преку декадата ќе ги направиме нивните улици во општините. Ромите имаат стипендии за роми, ајде преку стипендиите за роми. Ромите имаат квота, ајде преку нивната квота. Знаете, доста е во нашето општество со квоти, доста е со вакви поделби, генерално треба да се разгледуваат аспектите на вреднување, на правилно и правично рангирање и верувам дека од ова не треба да се прави само популациона, популистичка политика која што на политичките партии и тоа како му упалува, туку треба
институциите во рамки на законот и надлежностите да си ги реализираат задачите и активностите. Болно е што ни треба некој суд кој што не е внатре во нашата држава да ни кажува дека ние правиме дискриминација и дека би требало поинако да постапуваме во некои процеси или во овој случај да немаме дискриминација кон ромската заедница. Доан ми кажа дека имаш и бројки и статистики и податоци за тоа колку тука кај нас ромската заедница се дискриминирани. Освен училиштата, каде гледаме најмногу дискриминација? Па од одредени истражувања кои што можат да се забележат, а најчесто повторно ги прави граѓанскиот сектор, има некои истражувања и од извештаите на Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, може да се забележат многу специфични податоци кои што кажуваат дека дел го користат системот од сегрегираните и дискриминираните луѓе, а дел не, бидејќи не веруваат, немаат верба во системот, а од друга страна ваквите тела, како што е Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, е тело кое што треба да се отвори, многу повеќе да работи на промоција и афирмација за да може и најзагрозениот, најсиромашниот, најугнетениот, најдискриминираниот граѓанин во општеството да се обрати да искористи алатката, бидејќи ова информација е токму за тие луѓе за кои што најмногу им треба, а не за другите. Еве, доколку забележиме, имаше истражување во 2022 година, 52% од испитаниците во нашата држава не сакаат соседи роми. Значи, овој факт што укажува дека ние се уште не сме зрели за интеграција, зборуваме дека нашето општество ги сруши сите предрасуди, дека ние сме мултиетничко општество или не знам, при вработување за да се избере одреден работник на одредено работно место, пресудно е политичката партија, возраста и под трета точка или трет фактор етничката припадност. Токму поради ваквите работи ни се случуваат ваквите случаи, не сакам сега да звучам сензитивно, користејќи ги последните настани, но тоа се само краен нус продукт од ваквите случувања во општеството. Денес ни се случи Кочани, утре може да ни се случат судови, не знам, скандали во здравството и така натаму, и ни се случуваат. Дел од тие случувања се токму е. Ова е конкретно со процесот на вработување. Ако кај нас првиот фактор е политичката партија, вториот фактор е возраста, третиот етничката припадност, што мене ми е битно дали судијата што ме суди или докторот што ме лекува, дали е македонец, албанец или ром. Битно е да е професионалец. Сега, од друга страна, ќе речеме зошто има афирмативна мерка или позитивна дискриминација. Позитивната дискриминација е афирмативна мерка која што произлегува пред се од уставните начела во државата, од начелото на хуманост и солидарност, да му се подаде рака на оној кој што не е еднаков со еднаквите и да се доведе до степен на еднаквост. Ете, поради тоа се тие квоти и позитивни дискриминации, не се поради популистички политики и убави политички настапи, говори со цел да ги разгорат страстите кај луѓето. Генерално, нас не ни се потребни ни квоти, доколку ние го сватиме функционирањето на правната држава и владењето на правото. Но во секој случај, кај нас научени сме во нашиот правен систем да има изрични правни одредби, да има квоти, да има... Еве, сај со балансерот беше дилематично, но во секој случај и балансерот имаше една друга идеја. Најмалку застапените да му даде простор на застапеност, но сведоци бевме дека таа алатка и тоа како се злоупотребуваш и верувам дека државата, нели пошто сега стави вон сила, некако ќе најде друг соодветен законски механизам кој што ќе одговара на токму ваквата потреба. Ова беше основата за балансерот. Не беше основата дека мора да има толку роми, толку турци, толку албанци, туку оние кои што се помалку застапени, ама ги исполнуваат условите и се квалитетни за тоа работно место. Не значи дека ние ако сега сме роми, албанци, турци, ставете не во институцијата само поради националната припадност, бидејќи тоа во правна смисла од материјално правен аспект представува дискриминација. Бидејќи како даватели на услуги во секторот, ние повторно, непрофесионално ќе постапуваме и повторно зборуваме за тој круг кој што се врти во нашето општество: непрофесионалност, корупција, нефункционалност, непотизам и така натаму. Доан, ние сме при крај на нашиот разговор. За жал, иако би можеле многу да зборуваме и на оваа тема и на многу други теми, што би требало да направиме за ние да бидеме држава на правото и законот да ни биде над сите нас, така во исто времено да немаме дискриминација и кон ромската заедница, но и да не се случуваат вакви големи трагедии?
Ова е комплексно прашање. Прво треба да се разгледува од аспект на тоа дека треба да се креираат одржливи политики. Значи, собранието е место каде што треба да се разгледуваат законските решенија, исто така и владата е клучна за креирање на документи, стратегии, така натаму кои што ќе овозможат непречена интеграција. Првиот чекор е тука, значи искрено, реално и вистинито застапување на интересите на етничките заедници, особено на ромите. Понатаму, функционалноста на системот. Една од клучните препораки која што би ја укажал. Значи, кога станува збор за постапките за дискриминација и нивното утврдување, тие се итни постапки. Така да функционалност на системот, правично, соодветно, законито и вработување на професионални кадри. И така натаму, генерално, гледајќи од еден поширок аспект, секој од нас одговорен за оваа ситуација, гласно да говориме за проблемите, да ги правиме видливи, да ја поттикнуваме свесноста, а не да ги разгоруваме страстите и дискусиите на интернет, бидејќи проблемите не се решаваат со ширење на говор на омраза, бидејќи оган со оган не се победува. Генерално, така треба да постапуваме. Јас секогаш тргнувам од лично ниво, потоа и на институционално, бидејќи ние го градиме општеството и народот е државата, а не државата туку така сама по себе. Ние ги бираме тие кои што не застапуваат. Доан, благодарам многу што беше дел од нашата утринска емисија. Зборевме на оваа тема која што не е најдобрата тема, најубавата тема, но што мора да се дискутира. Ви благодарам што ме поканивте и верувам дека во некоја следна прилика малку поисцрпно ќе ја разгледаме оваа тематика.